никогаш не е толку добро да не може да биде подобро. У основа, мислам дека сум задоволен и мислам дека е во ред. Мислам дека сега во период во што побаравме и домашниот притвор да тече, мислам дека овој период ќе се искористи за негово интензивно лекување, закрепнување. Тоа е малце процес кој ќе потрае, предпоставувам и очекувам и тоа да се засмета. Станува известно дека годината одредена како затворска казна може да ја помине и во домашен притвор, дека ќе се чека апелација да одлучи. Можно е, да. На кратки црти само тоа што Кили го каже и внатре во Совет одбрана, што сакал он да произведе со одгледување на тие растенија и зашто е било потребно? Па, таа постапка е сосема различна од канабис сатива, од плантажирање и одгледување. Канабис индика е билка која фармаколошки многу се разликува од канабис сатива и таа по нивото на така наречената THC активна субстанца, тетрахидрокарбинонол, уствари не представува психотропна субстанца, бидејќи нивото на тој THC е многу низок таму. А се одгледува и се користи исклучиво во медицински сврхи поради таа нивна фитонутритивна компонента, односно содржајност. И е исклучително индицирана за за туморски лезии, за Алцхаймерова болест, за диабетични промени, многу широк спектар на лекување. Али пред се канцер. Молам? Македонија не прави разлика помеѓу, сами видовте дека постои документ, меѓународен документ кој уствари прави класификацијата на канабис ad general, значи за сите канабис подврсти се однесува. Меѓутоа трендот на декриминализација во Европа и во светот, веќе 40 земји ја декриминализираат посебно марихуаната, а посебно е дозволена во медицинска употреба канабис индика, односно ова улје, масло. Еве, го извадивме и го користевме да посочиме дека денеска многу лесно може да се набави на интернет, например од хрватскиот портал за алтернативна медицина, баш овакво масло од канабис индика кое обвинетиот го користел. Например, да беше тоа објавено, воопшто немаше да има потреба да е така примитивно се обиде да го произведе. Вештачењето покажа дека станува збор за канабис индика. Вештачењето не го прават со такви дистинкции. Прават дека е тоа канабис и за нив тоа е доволно и нашиот кривично правен систем така го инкриминира. Сите видови на канабис. Сите видови на канабис и тоа е, предпоставувам, можност за идна реформа, можеби треба да се размислува и за посебно од аспект на лековите својства, посебно од аспект на зголемениот број и ниво на канцерозни заболувања и се поголемата поширока употреба на овој. Меѓутоа тоа е медицинска работа, ние правнава работа ја завршивме. Сега ќе видиме како ќе иде.